Кратки најави за денес. Охриѓанки се помалку го празнуваат денот на жената со ресторански забави. Традиционално охридско гостопримство за странските туристки за 8 март. Со донација од почесниот конзулат на Република Србија во Охрид, за прв пат во 50 години ќе се реконструира кровот на болницата Свети Еразмо. Жена паднала од трети кат на зграда, приведени 2 лица во врска со настанот. Ирска на 8 март на референдум гласа дали на жените местото им е дома. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува умерено облачно и свежо време. Во сабота во западните делови на Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Слаби и локални врнежи од дожд се очекуваат и на Апенинскиот и на Балканскиот полуостров, а во областа на Алпите со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе превладува стабилно време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во северните и приморските предели долж Јадранот нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 8 до 15 степени. Во Македонија во сабота посвежо утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -4 до 5 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 6, односно до 16 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 13 степени. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималните температури од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во вторник облачно време со пообилни врнежи од дожд и посвежо, утринската температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охриѓанки се помалку го празнуваат Денот на жената со ресторански забави. Во туристички Охрид за овој празник нема да изостанат и годинава гостинките од земјите од соседството. Хотелите се солидно исполнети, туристичките агенции извисија. Голем број охриѓанки, поради проблемите со издавањето патни исправи, ги откажале патувањата за 8 март. Сончев 8 март во Охрид, раздвижено во чаршијата и на кеот, се купуваат цвеќе и подаруци, на секаде се честита празникот на жената, а не изостанува и традиционалниот наратив за економска и социјална рамноправност. Потоа следуваат исто така традиционалните забави по охридските кафулиња, ресторани и хотели. Но хотелиерите велат дека охриѓанки не слават масовно како порано, сепак забава ќе има поради гостинките од странство, претежно од земјите од регионот. Во нашиот хотел 8 март ќе прославуваат гостинки од Србија, 70% е исполнет капацитетот, што се однесува до охриѓанки ќе ги имаме и нив. Меѓутоа прославите за 8 март како некогаш кога 400 жени во двете сали славеја и прославуваа, тоа веќе е завршено време. Таквиот 8 март, таквите прослави замина во историјата. Поголемите хотелски капацитети кои работат преку целата година за празникот се исполнети од 50 до 70%. Помалите сместувачки објекти целосно ги распродадоа неколкудневните аранжмани за празничниот викенд. Нашите хотелски капацитети се максимално пополнети. Структурата на гости овој пат доаѓаат од соседна Србија, Црна Гора и Хрватска. Голем дел од охриѓанките кои планираа да патуваат надвор од земјава за празнување на 8 март, поради проблеми со издавање на патни исправи ги откажале аранжманите, поупорните пак ги презакажале резервациите. Од туристичките агенции се надеваат дека состојбата ќе се стабилизира и дека нема да има откажување на резервациите за летните одмори. Традицијата продолжува. 50 туристки од Хрватска денес се закитија со охридски бисери. Семејството Филеви по повод празникот на жената со пригодни подароци го промовира Охрид. По 15-ти пат подарок охридски бисери за туристките од Охрид. Пред 50-тината гостинки од Хрватска денес на плоштадот Долна Порта. Прво беше раскажана приказната за оригиналниот охридски бисер, а по повод празникот на жената, гостинките добија подароци. Целта на оваа традиционална активност на семејството Филеви и туристичките водичи е промоција на Охрид и културното наследство. Овие промотивни активности кои ги правиме многу значат не само за охридскиот бисер кој го изработуваат две семејства Филеви и Талеви, него за градот Охрид, за целиот регион и нашите културни, историски и природни споменици, бидејќи ние 15 години ги мешаме локациите, значи еднушка сме подарувале заливот на Коските, Самуилова тврдина, антички театар. Денеска одлучивме на малиот плоштад Долна Порта да го афирмираме и како туристички потенцијал и природен културно-историски музеј на некој начин. Бидејќи нашите добри дела, не само преку подарувањето на бисери, услугата во сите сектори допринесуваат за една поголема реклама и избогатување на туристите и посетите на градот Охрид, Македонија и регионот. Традицијава продолжува затоа што имат голем ефект пред се задоволни туристи. А и, ево, ќе речем од економска гледна точка, добри, почестени туристи,
ќе однесе добар збор дома и ќе ни направат најубава реклама. Туристките презадоволни од гостопримството и дарежливоста на добрите домакини. Захвалјувам се обители Филев. Се заблагодарувам на Филев, многу сум пријатно изненадена, не сум за прв пат овде, веќе 4-ти пат доаѓам и постојано се враќам затоа што е прекрасно овде. Предивно е, све ми е предивно. Преубаво е се, навистина сум возбудена, не очекува вакво изненадување. Се ми е преубаво во Охрид. Посебна енергија е овде во Охрид, овде луѓето се со отворено срце и ве примаат со цело срце. Воодушевени од природните и културно-историските убавини на Охрид, гостинките денови веќе уживаат во празничниот викенд во Охрид. Има работни позиции каде жените се побројни во однос на мажите, а жените се помалку застапени на работна позиција како келнер и сообраќаен полицаец, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Во третото тримесечје од 2023 година во Северна Македонија мажите со 56,2% се повеќе застапени во споредба со жените 43,8% во вкупниот број вработени лица на возраст од 15 до 64 години. Меѓутоа има работни позиции каде жените се побројни во однос на мажите. Според националната класификација на занимања, жените доминираат во работните позиции како медицински сестри со 96,6%, ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно 91%, сметководители 80,6%, наставни кадри во основното образование 76,8%, економисти 65,4%, продавачи 68,7% и правни застапници 60,8%. Жените се помалку застапени на работна позиција како келнер 11,9% и сообраќаен полицаец 16,8%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Со цел да се покаже достојна почит и внимание кон сите жени во нашата заедница, Општина Охрид заедно со Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на Општина Охрид го организираа настанот Жените во фокусот. По повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, оваа година за прв пат се одржа настанот Жени во фокусот. Синоќа беше отворена изложбата посветена на 12 жени кои својата животна и професионална приказна ја градат во Охрид. Бројот 12 е избран како символ на грижата и љубовта која треба да им се посветува на жените во текот на сите 12 месеци во годината. Преку изложбата на фотографии подготвени од младата фотографка Нина Ангеловска, прикажани се нашите сограѓанки. Поликсена Тунтева, Гордана Коњановска, Мимоза Влаши Хиса, Анета Јовановска, Наташа Недановска, Весна Коцевска, Устијана Речковска Шиковска, Весна Миленковска, Маја Митреска Трајчевска, Марта Пејовска, Алма Шемо и Христијана Парулеска. Секоја од овие дами си носи собствена приказна која е вредна за прикажување и вистинска инспирација за новите генерации, велат организаторите Општина Охрид со Комисијата за еднакви можности. Пред присутните на настанот се обрати заменик градоначалникот на Охрид Перча Божиновски, кој истакна дека жената не треба толку да биде разбрана колку што е важно да биде обожавана. Јас сакам да верувам дека мале бројот или речиси не постојат примери во кои жената се вреднува само по повод празникот. Не сакам да верувам дека се уште постојат форми на семејно насилство во кои жртви е токму жената. Затоа што вие, драги дами, сте столб на се она што постои и не обкружува. Затоа сите заедно треба да се вложиме и да го олесниме животот на жените кои се на маргините, чиј глас не се слуша, да допринесеме во поголема еманципација и вклученост во општествениот систем, кој што само така може да стане подобар и пофункционален, рече Божиновски. Настанот Жени во фокусот, кој се одржа во концертна сала на Основното музичко училиште Методи Патче, беше збогатен со музичкиот рецитал на уметниците Билјана Буџаковска сопран и Ивона Базгаловска пијано. На денешниот празник на жената и нашата емисија Прашалник ја посветивме токму на жените. Гостинки на Сонја Рилковска денеси се жени во нетипични професии, жени успешни и инспиративни. Билјана Блажецка, жена инструктор и таксист, и Данче Наумовска, изработувач на предмети од бакар. Погледнете го најновото издание на Прашалник по завршување на првиот дневник на ТВМ. Со донација од почесниот конзулат на Република Србија во Охрид, за прв пат по 50 години ќе се реконструира кровот на болницата Свети Еразмо.
Специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо ќе го реконструира кровот на павилјонскиот дел со помош на донација од почесниот конзулат на Република Србија во Македонија со седиште во Охрид. Премивме една донација која ќе ја намениме за реконструкција на кровот од болницата, кој е во очајна ситуација, веќе повеќе од 50 години е дисфункционален и тоа ми беше и целта како општествено одговорна личност да помагам пред се за граѓаните, а секако оваа болница е многу битна во развојот на град Охрид и како туризам и како едноставно меѓу не дај Боже ако болните и туристи доаѓаат тука во болницата, сакам да ги имаат сите услови како во сите болници, се што можеме секогаш ќе помагаме и ќе се бориме да допринесеме за граѓаните на Охрид. Од болницата изразија благодарност за донацијата, за која истакнаа дека е значајна бидејќи околу 3000 квадрати од кровната конструкција не се реновирани од самото поставување на павилјонскиот дел од болницата. Сето функција на пациентите, ние сме регионален центар, значи продолжуваме понатака со надежда дека ќе за брзо ќе може да се пушти делот кој веќе 7 години ние во реновирање, па да бидеме се повеќе спремни за што повеќе пациенти да прифатиме и да им помогнеме колку што можеме. Годишно во амбулантскиот дел имаме околу 45.000 прегледи во амбулантскиот дел, околу 1500 до 2000 операции. Во овој момент, значи за неколку години сме малце лимитирани заради просторниот капацитет како со реновирањето, но се надеваме дека тоа ќе биде дупло зголемено по пуштање во потреба на делот кој се реновира. Специјализираната болница Свети Еразмо во елективната програма обслужува пациенти од цела Македонија, а како травматолошки центар го покрива цел југозападен регион со популација од над 300.000 жители. На сите дами вработени во болницата, Михајло Филев по повод денешниот празник 8 март им подари охридски бисери од фамилија Филеви. Денеска во 11 часот и 10 минути во СВР Охрид е пријавено дека од трети кат на зграда на улица Карпош Војвода во Охрид паднала жена која потоа со возило на итната медицинска помош е пренесена во болницата Свети Еразмо во Охрид. Во врска со настанот, во 11 часот и 45 минути на улицата Јане Сандански во Охрид лишени од слобода се две лица од Охрид на возраст од 32 и 21 година. На местото на настанот, увид вршат јавен обвинител и полициски екипи и се презеваат мерки за целосно расветлување на настанот, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Над 280 ученици киднапирани во северозападниот дел на Нигерија во градот Курига, соопштиле тамошните власти. Десетици вооружени напаѓачи на мотоцикли дошле пред училиштето околу 8:30 часот пред започнување на наставата. Учениците на возраст од 8 до 15 години биле киднапирани заедно со наставник. Гувернерот на државата Кадуна, во која се наоѓа и градот Курига, соопштил дека 187 ученици исчезнале од средно училиште и 125 од локалното основно училиште, но дека 25 од тогаш избегале и се вратиле. Очевидец кажал дека едно девојче било застрелано од вооружените напаѓачи додека се обидувало да побегне и дека добива медицинска помош во локалната болница. Наставник успеал да побегне и изјавил дека локалните жители се обиделе да ги спасат децата, но тие биле одбиени од вооружените напаѓачи и едно лице било убиено. Скоро од секое семејство од ова мало градче има по едно киднапирано дете и револутираните родители побарале од вооружените сили да спроведат операција за брзо пронаоѓање на децата. Амнестија во замена за поддршка за втор мандат. Шпанскиот премиер Педро Санчес, која предводи малцинската левичарска коалицијска влада, ги помилува каталонските сепаратистички лидери обвинети за бунт и терористички злосторства за нивната улога во неодобрениот референдум за независност на Каталонија во 2017 година и последователните протести во замена за нивната поддршка во парламентот, кој ќе го задржи Санчес на власт до крајот на неговиот втор мандат во 2027 година. Каталонскиот сепаратистички председател Пере Арагонес изјавил дека денес е голем ден затоа што законот за амнестија става крај на репресијата и е почеток на крајот на кошмарот што значел затвор, прогон и закана за стотици луѓе за одбрана на каузата за каталонската независност.
На авион веднаш по полетувањето од аеродромот во Сан Франциско му испаднала гумата и паднала врз автомобил и го смачкала. Автомобилот бил паркиран покрај пистата и за среќа никој не е повреден. Била оштетена и жичаната ограда до автомобилот, како и друг автомобил кој бил во близина. Авионот од моделот Boeing 777-200 кој летел за Јапонија морал веднаш да биде пренасочен кон аеродромот во Лос Анџелес, пренесува ABC News. Боингот и припаѓал на американската авиокомпанија United Airlines. Авиокомпанијата соопштила дека ќе се договори со собствениците на оштетените автомобили за да се надомести штетата. Авионот Boeing 777-200 е дизајниран да слета безбедно дури ако испадне гума или ако се оштети, се вели во соопштението од компанијата. Во авионот имало 235 патници, 10 членови на екипажот и 4 пилоти. Ирска на 8 март на референдум гласа дали на жените местото им е дома. 3,3 милиони гласачи денес ќе одлучуваат за тоа дали е време за промени на уставот стар 87 години во делот во кој меѓу другото се вели дека на жените местото им е дома. Наместо дефиницијата дека мајките нема да бидат обврзани да се занимаваат со неопходна економска работа, како не би ги запоставиле своите обврски во домот, предложена е клаузула во која се наведува дека државата ќе се залага да ги поддржува членовите на семејството да се грижат едни за други. Ирската влада минатиот декември објави дека референдумот ќе се одржи на Меѓународниот ден на жената и смета дека тие делови во стариот устав се застарени и сексистички. Резултатите од гласањето најверојатно ќе бидат познати уште утре, пренесува РТС. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Пријатно!